почитувани присутни, но пред се почитувани родители. Стојам денеска пред вас со длабока тага и искрено сочувство за ненабидливата болка, за која не верувам дека постојат достојни зборови со кои што може да се искаже и да се сподели. Почитувани драги родители, со ова сакам да искажам колку длабоко сите не погоди оваа ужасна и незамислива трагедија. Како мајка, знам дека не може никој да даде одговор ниту утеха на тоа зошто моето дете, како. И комплетно разбирам и во името на моите колеги овде, тука сите собрани, ја разбираме ситуацијата во која што се наоѓате. Знам дека барањето правда за вас е движечка сила која ве скорива од постела и која ве држи да обстоите и да барате чаре за ова зло. Нашите срца се цело време со вас. Од таа причина сме и сите ние тука денес, за да ви кажеме дека нема да дозволиме да бидете ни злоупотребени, ни изманипулирани. Почитувани родители, во животот постојат работи и постои поредок во кој истите работи се уредени. И само кога постои функционален систем, шансите за ваква трагедија се сведени речиси на минимум. Од таа причина сакам јавно и лично да ви порачам дека и ние, исто како и вие, сакаме да ја дознаеме вистината за трагедијата и бараме одговорност за истата, но исто така сакам да ве предупредам, не само како мајка и сестра, туку и како пратеник и професор по право, дека за она за кое што сме собрани денес тука, нема да биде постигната посакуваната цел. Почитувани ужалени родители, почитувана македонска јавност, треба да знаете дека форматот на оваа комисија и се што ќе биде кажано тука нема да има никаков правен основ за поведување на одговорност, но истата единствено може да послужи за иземање од одговорност на оние кои имаат учество во оваа ужасна трагедија. За да ве уверам дека ова што ви го говорам е така, дозволете ми да го прочитам писмото од јавниот обвинител Љупчо Коцевски, упатено до собранието. Ке читам. Почитувам председател на собранието. Со допис доставен до мене барате да се произнесам во однос на тоа дали анкетната комисија за утврдување на околностите во постапувањето на институциите за трагедиите и несреќите што со одлука ја формираше собранието, ќе влијае на постапката во обвинителството и судовите. Во целост ја разбирам намерата на пратениците за формирање на вакво тело, особено имајќи ја предвид сериозноста и последиците на трагичните настани кои треба да бидат предмет на дискусија. Без да навлегувам во постапките за кои веќе има правосилни пресуди, имам обврска да укажам на следново. За трагедијата во Кочани во тек се 3 одделни постапки. Едната е во фаза на судење во Основниот кривичен суд Скопје, додека 2 се во фаза на истрага, од кои една во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и уште една во Основното јавно обвинителство во Кочани. Исто така, во Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, во тек е предистрага поврзана со јавната набавка на модуларните болници. Не би можел однапред да предпоставам како членовите и сведоците повикани пред анкетната комисија планираат да ја излагаат својата аргументација пред комисијата,
Меѓутоа, доколку при тоа бидат изнесувани докази и документи кои се поврзани со кривичните постапки кои се водат, постои опасност тие да се компрометираат. Во вашиот допис ме известувате дека целта на комисијата, меѓу другото, е да се утврдат точните причини за овие инциденти, непостапувањето на институциите, односно пропустите во постапувањето согласно законските надлежности. И други прашања. Причините и одговорноста токму за овие аспекти спаѓаат во доменот на кривична, а не на политичка одговорност. И истите се предмет на утврдување низ кривичните постапки кои се водат. Од тие причини, лично сметам дека во овој момент не е целисходно да се водат две паралелни постапки и пред анкетната комисија да се расправа за докази или да се даваат искази кои треба да бидат дел од кривична постапка. Со почит, Љупчо Коцевски. Како професор по право, како искусна пратеничка, но како мајка, како сестра, како пријателка. Дозволете ми и слушнете во каква стапица ве донесе мојот колега, председавач со оваа комисија, на кој сега сакам лично да му се обратам. Колега Апасиев, дозволете ми да ви посочам дека денешното постапување на постојаната анкетна комисија за човекови права е регулирано со Законот за постапување по поднесоци и преставки, каде во членот 10 се забранува да се постапува по преставка ако веќе има судска постапка за истата работа, а колега Апасиев, вие како правник сте должен да го знаете ова, па оттаму вашето постапување изгледа уште посомнително. Дополнително, во својство на универзитетски професор по право и пратеник, дозволете на јавноста да ја укажам дека вашите изјави, дадени на 64-та седница на Собранието од 29 јули 2025 година, а кои се дел од стенографските белешки и без ограничувањето во членот 10 од Законот за поднесоци и преставки, ве прават објективно неспособен да председавате и да водите постапка за утврдување на факти во рамките на постојаната анкетна комисија по преставката на родителите на настраданите деца во трагедијата Пулс во Кочани. Вашите изјави, колега, цитирам: како може министер кој земал мито или службеник кој земал мито да е одговорен за смртната последица настаната после 12 години и ова обвинение треба да падне пред суд бидејќи е многу килаво поставено. Со овие ваши тврдења вие однапред тврдите дека обвинението ќе падне. Тврдите дека нема каузална врска. Ја репродуцирате тезата на одбраната на обвинетите, не на тие кои што седат тука. Јавно го дискредитирате јавното обвинителство и индиректно вршите притисок врз судот во активна постапка. Сите тие постапки ја стават вашата позиција во директен судир со основните принципи на правната држава и со правните правила и принципите за непристрасност. Да ве подсетам, според принципот nemo debet esse iudex et pars, или никој не сме истовремено да биде и судија и тужител. Вашата јавна проценка дека обвинението е килаво, како и претходното предвидување дека истото ќе падне, посочувањето дека одредени обвинети немат каузална поврзаност се ваше право, но во исто време истите ве ставаат во положба на индиректен бранител на обвинетите, лице спротиставено на обвинението, што од аспект на правните принципи ве прави суспектус, тоест лице чија непристрасност е доведена во прашање, па дури и во сомнеш. Знаете и сам дека според правните принципи, особено во еден ваков тежок случај, сомнежот сам по себе е доволен за изземање. Од тие причини, почитувани родители, дозволете ми во оваа прилика да ве заштитам и да ве предупредам од лицето кое е против обвинението, лицето кое е против утврдувањето на одговорност и од лицето за кое се плашам дека веќе одбрало страна.
Димитар Апасиев е лицето кое однапред тврдеше дека обвинението ќе падне и оттаму истиот не може да биде оној кој што денеска ќе ја бара вистината заедно со нас. Вашата болка, вашата борба за правда и вашето достоинство бараат непристрасност, а не однапред пресудени ставови за тоа чија ќе биде одговорноста Моника и како ќе одговара. Обвинителот Борче Јанев на почетокот на судскиот процес за трагедијата во дискотеката Пулс Кочани порача дека, цитирам: "Несреќата од 16 март 2025 година не е резултат на една грешка или едно пропуштено действие, туку последица на децении институционална запуштеност, пропусти и свесни злоупотреби кои кулминирале во најсмртоносниот настан во поновата историја на Македонија." Тој додаде дека искрите кои ја запалија таваницата беа само последниот чин на едно долго институционално одгледувано зло. Тој истакна дека во Кочани не изгоре само клубот Пулс, туку изгоре илузијата дека одговорните во системот се тука да спречат. Изгоре и вербата дека оној што бил повикан постапил навреме. Изгореа и животи, млади, прекрасни луѓе, кои сакале само да се забавуваат. Во своето излагање Јанев опиша мрежа на пропусти и злоупотреби што траеле 2 децении. Според него клубот работел надвор од сите закони и стандарди, без дозвола, без документација, без противпожарни мерки, без евакуационен план и со систематско избегнување на инспекциите. Од тие причини, во име на принципите, на правдата и во име на неограничената болка на сите оние кои изгубија се во таа кобна ноќ, барам 1 час пауза. И за тоа време, вас, почитувани родители, ве поканувам да дојдете со мене, да ги погледнеме заедно изјавите дадени од колегата Апасиев, со кои изјави и ставови истиот го изгуби кредибилитетот да ја води денешната комисија. Поради сето наведено, барам изземање на колегата Апасиев од председавање со анкетната комисија. Правдата, колеги, не сме да биде водена од оние кои однапред ја негираат. Дури и сомнеш за пристрасност во римската процедура бил доволен судијата или магистратот да биде изземен. Барам 1 час пауза и од професионална, морална и правна перспектива ве повикувам, колега, да се изземете и да не председавате со постојаната анкетна комисија по ова прашање, бидејќи имате предефинирано и јавно изразено правно мислење за суштинските елементи на предметната судска постапка. Тоа ве прави неспособен да гарантирате непристрасност и објективност, како што бараат и римските и современите правни стандарди. Ви благодарам.